Денес во рамки на кампањата промени се случуваат секогаш со народот. Сум во посета на општина Зрновци. Значи на моје огромно задоволство денес бев сведок на реализација на проекти кои што од страна на градоначалникот биле ветени уште во кампањата, односно беа дел од програмата, а денес сме сведоци на тоа дека почнува и да се реализира. Морам да потенцирам дека денес бевме на Видовишка река, каде што се случуваат зафати кои што на резервоари и корито речно, кој што било изградено уште во далечната 1975 година. Значи, после многу години, денес таму се случува инвестиција која што на граѓаните од ова населено место, значи Видовиште, ќе им обезбеди вода и во текот на летните периоди, бидејќи како што ме информира градоначалникот, значи зборуваме за населено место кое што во периодот јуни, јули и август има недостиг на вода. Од друга страна исто така бевме и во Мородвис, значи место каде што ја имаме Морошка река и каде што некогаш исто така во далечна 1970 и некоја година направени се резервоари, меѓутоа тие не се доволни, нема доволен капацитет за да обезбедат водоснабдување за населението од тој дел. Значи, драго ми е што денес гледам реализација на проекти кои што ќе обезбедат, да кажеме, или решавање на еден повеќе деценијски проблем. Значи, сакам да кажам дека и општина Зрновци е општина во Македонија која што има најмал буџет, но и покрај тоа, со домакинско работење, со едно посветено работење, со една комплетен ангажман на градоначалникот и неговиот тим, навистина може да се реализираат еве и овие проекти кои што беа ветени во текот на кампањата. Повелете. Господи Куршевска, цените на горивата драматично скокаат секој ден. Какви импликации има врз домашниот буџет? Кои се вашите проекции? Цените на горивата, значи, во континуитет бележат пораст. Во некои моменти, можеби ќе има некое поситно намалување, но трендот е зголемување. Загрижувачки е многу, заради тоа што зборуваме за горива кои што не само ги користат граѓаните заради превоз, но и за производите кои што стигнуваат во продавниците, значи транспортот. Гледаме дека владата воопшто нема никаков слух во решавање на овој проблем. ВМРО-ДПМН имаше на 2 пати обид, односно предлог на закон за корекција на акцизите, се со цел да се помогне на граѓаните. Нашата загриженост е многу голема, бидејќи од ден во ден сите трошоци за живот вртоглаво растат. Вие гледате дека ако пред неколку месеци со 1000 денари сме можеле да купиме одреден број на производи, тие исти производи денес ги купуваме со 2000 денари. И овие трошоци плюс на горивата, значи дополнително го оптеретуваат буџетот на домакинствата. За жал не гледам, значи, интерес никако во владата, ниту некаква загриженост. Гледам само по некои 3-4 министри секојдневно ќе излезат, ќе се кажат некоја нивна приказна, нивно гледиште и се однесуваат како воопшто да не ги следат цените во продавниците. Зошто го велам тоа? Најодговорно го тврдам, бидејќи ако вие сте загрижени за граѓаните, ќе превземевте нешто. Не може на 2 пати даваме предлози во однос на акцизите, на 2 пати тие ги занемаруваат, да кажам, нашите предлози, но ништо друго и не прават. Оние нивни предлози за намалување на акцизите се смешни, еве гледаме дека апсолутно нема никакви ефекти од нив. Стигнавме до двоцифрена инфлација. Периодот се крои новата цена на електричната енергија. Какво зголемување очекувате? Регулаторната комисија за енергетика, значи, ги формира цените врз база на трошоците кои што ги добива од страна на трите големи компании, тоа се Евана, ЕСАМА или бившо Елем и МЕПСО. Имајќи предвид дека станува збор, поготово за овие две државни компании кои што во последнава година има комплетно непродуктивни трошоци, недомакинско работење, значи тука треба јавното обвинителство да се занимава малку повеќе со коруптивни скандали и така натаму. Сето тоа доведе до огромни трошоци и очекување дека цената на електричната енергија повторно ќе се зголеми. Не можам однапред да предвидам заради тоа што трошоците се ненормално зголемени. Јас верувам дека владата нема, значи, да оди со реалните математики, затоа што тогаш би имале премногу високи цени, премногу висок скок кај цената на електричната енергија или покачување, да кажам. Меѓутоа, повторно апелирам до власта да превземат нешто во однос на овие енергетски капацитети, затоа што нас не следува зима тешка,
Ни следува многу тешка година, не само од тој аспект, значи очекуваме нели понатаму цените на храната, на оние битни производи да растат заради случувањата во Украина, и ако владата и по ова прашање ништо не превземе, а гледаме со енергетските компании дека ништо не се превзема, јас се плашам дека не само во јуни корекции може да имаме и пред крајот на годината, иако тогаш не е период за корекции, но со вакво недомаќинско работење не може да биде ништо друго сем само корекции нагоре. Ви благодарам.